Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Како што кажав пред некој ден, во ова видео ќе зборувам за еден многу познат роман, за еден класик, за роман што се смета за еден од најважните и најдобрите романи во 20-тиот век сигурно, особено во правецот на модернизмот, во литературата. А сигурно, според мене, е едно од најважните дела општо во литературата и има причина зашто е тоа така. Интересно е што зборувам за романот Улис од ирскиот писател Джеймс Џојс. Романов уште 2 години, мислам, ќе биде 100 годишнина од кога е издаден всушност за прв пат. И ова е роман што има одредена репутација со него. Има одредена репутација, има одредена фама околу овој роман, уште од времето кога излегол и уште тогаш ги поделил мислењата на луѓето, на писателите, на пријателите на Џојс, на познавачите на литературата, и некои го фалеле како одлично дело, ремек дело, спектакл во литературата, а други го критикувале и сметале дека не вреди не е вреден романот за тоа внимание. Како и да е, репутацијата дека ова е премногу комплексно, непристапно, на места неразбирливо дело, е премногу комплициран, премногу експериментален и веројатно има од сето тоа нешто вистина во врска со Улис, меѓутоа јас земав да го читам романов со онаа идеја дека барем едно големо капитално дело сакам да прочитам еднаш годишно и решив пред неколку месеци да го читам Улис 2-3 пати, а претходно го имам почнувано Улис и веројатно со истата онаа идеја дека предубедување дека ова е многу комплексен роман и дека нема да го разберам, и неколку пати го почнував и го оставав. Меѓутоа сега си решив полека сакам да го исчитам романот трпеливо и некои си 2,5 месеци го читав, на македонски го читав, затоа што ова е роман според мене, колку и да добро го познавате англискиот јазик, сепак Џојс си игра со јазикот, експериментира, има многу нешта што може да не ги разберете. Јас се решив да го читам на македонски. Ова издание на македонски е издадено во 2017 година од издавачката куќа Полица и Макавеј и во превод на Марија Гиревска. Марија Гиревска, мислам за овој превод доби награда за најдобар превод и има завршено одлична, феноменална работа. И ако има некој што е познавач на Џојс и на ова дело Улис, тоа сигурно е Марија. И се надевам дека во некој од наредниве епизоди ќе можеме да ќе снимиме разговор со неа, така што ова ќе биде као тизер, ориентација за Улис и за Џојс, а со неа може да разговараме малку подлабоко зошто Џојс е важен писател и зошто ова е едно од најголемите ремек дела во литературата, барем така се смета. Јас го читав некои си 2,5 месеци полека и затоа што и самиот Џојс рекол за оваа книга дека ставил толку загонетки, толку скриени символи, толку скриени значења го наполнил овој роман со толку скриени значења и некои енигми што на професорите и на писателите им треба векови и векови да ги разоткријат, а со тоа си стекнал бесмртност и бесмртна слава преку ова дело. Така што е комплексно делото во таа смисла, меѓутоа има начини со кои што може да ви помогнат при читањето на Улис. Има начини како да си помогнете при читањето на Улис. Во самото ова издание има мислам дека Марија користи 2000 или 3000 фусноти, објаснувања. Има и цели книги, јас решив така одлучив, земав еден компанион, тоа се вика прирачник или упатство за читање се вика The New Bloomsday Book. И како што го читав секој поглавје тука, секоја епизода во овој роман, така после тоа го читав и тоа се објаснување, наставно прераскажување некои работи што нема да ги фатите, нема да ги детектирате додека го читате. Може би е добро да го прочитате без забелешките, без фуснотите, па потоа второ читање да користите такви книги со толкување. Јас одбрав тој начин и така го читав. И мислам дека убаво ми дојде да после секоја епизода појаснување. Да кажам нешто за Џојс најпрво. Џојс е роден во Ирска, таму ја поминува младоста, во Даблин, меѓутоа подоцна заминува од Ирска и живее во Трст, во Италија, живее дури во Пула, во Хрватска, поминува една зима
предава таму во училиште, живее во Швајцарија, меѓутоа и поминува долго време и доста време и во Париз, значи во 20-тите години, 30-тите, значи таму е Париз во тоа време е многу интересно место и во однос на уметност, сликарство, писатели, значи и интересно е што слушав едно интервју со Силвија Бич, значи таа е она жена што ја отворила познатата книжарница Shakespeare and Company во Париз, што постои до ден денес. И таа буквално во нејзината книжарница било она собиралиште, свратилиште на сите тие млади писатели што сакале да станат големи, да остават трага и белег. И таму се собирале од Джойс бил таму во центарот на тоа друштво, Хемингвеј, Фицџералд, Езра Паунд бил негов вистински поддржувач и го охрабрувал и да го издаде Улис и општо во пишувањето. И буквално таа им била на некој начин као нека мајка, нека едноставно покровителка, ги собирала тамо. Има многу интересно интервју, зборува за сите нив во тоа време во Париз. И Улис всушност таа го издала Улис, еднаш разговарала со Джойс и тој се измачувал, сметал дека никој нема да го издаде неговото дело. И таму рекла, па окей, сакаш ли јас да го издадам? Тој се согласил и тоа е единствената книга што Shakespeare and Company ја има издадено, тоа било книжарница, прва и последна книга. И интересно е што Джеймс ова му е Улис е негов трет роман. Прво нешто што го има издадено е Даблинци. Тоа е една прекрасна збирка на раскази, една од најдобрите збирки раскази што сум ги читал и што веројатно постојат. Подоцна има еден полуавтобиографски роман на портретот на уметникот во младоста, каде што зборува за неговото учество во католичката црква, додека студира, значи и тука веќе почна да експериментира со stream of consciousness, значи тек на свеста, течение на свеста, каде што едноставно писателот или протагонистот, неговите мисли слободно течат на страницата, се изразени. И Джойс е еден од првите што го користи тој стил на пишување. И подоцна го издава Улис 1922 година и подоцна последно негово дело објавено е Finnegan's Wake или Финегановото бдење. И веројатно многу ретко читано дело и ретко кој го прочитал, затоа што мислам дека тука Джойс оди уште еден чекор во експериментирање со јазикот и се смета за нечитливо, комплексно. Не знам многу за тоа дело, затоа ќе се воздржам од коментирање. Има издадено Джойс и една драма, 2-3 збирки поезија, мислам, меѓутоа интересно е со многу мала продукција, тој е еден од оние писатели што со многу мал број на книги издадени и има влезено во историјата и се смета и важи за еден од најважните писатели, сигурно на 20-тиот век. Значи, Улис го пишувал 7 години, овој роман, и идејата да кажам нешто за Улис, значи, тој сакал да напише еден расказ Улис или Одисеј во Даблин, меѓутоа подоцна се решил да ја развие таа идеја и всушност идејата е, споредбата е меѓу Улис, всушност е латинската верзија на Одисеј и има, значи, алудира, значи, делото на според структурата и многу од епизодите имаат поврзаност и паралела со Одисеја од Хомер. Добро е да ја знаете барем основната линија или нарација на Одисеја, за ако сакате да ја сватите подобро, да го сватите Улис, меѓутоа не има алузии, има алудирање, меѓутоа не е толкава директна поврзаност. Идејата на Джойс е да земе еден лик, еден Одисеј во Даблин, и да преку неговите доживувања во текот на еден ден во јуни во 1904 година, мислам 16 јуни беше Bloomsday, и да вземе еден човек во еден ден во Даблин и преку неговото секојдневие едноставно да покаже еден сосема поинаков херој или јунак наспроти Одисеј. Одисеј кој што му треба 20 години, всушност 10 години е во војна во Троја и 10 години се враќа од Троја во Итака назад, или поминувајќи низ разни огромно патешествие, разни авантури. Меѓутоа, кај Джойс има една идеја тој го нарекува тоа епифанија на секојдневното, каде што во секојдневието преку обичните предмети, преку обичните случувања може да доживеш една средба вистинска со реалноста, една епифанија, едноставно да добиеш просветлување и да ја доживееш реалноста
во сета нејзина реалност, ако може да се каже. И токму била тоа идејата за овој роман. Значи, Одисеј тука всушност има 3 главни ликови и романот е поделен на 3 дела. Во првите 3 поглавја или епизоди, значи главниот лик е Стивен Дедалус. Значи тој лик е базиран на Джеймс Џојс. И тоа е еден студент, поет, значи со аспирации да има академска кариера, да биде поет, писател. И тука во првите 3 најмногу тој тек на свеста или stream of consciousness се изразен во тие 3 први епизоди, затоа што тоа е таков е самиот лик, значи ги гледаме неговите мисли така натаму. Подоцна најголемиот дел од книгата ги следи движењата или патешествието на Леополд Блум. Леополд Блум е има околу 40 на години, живее со неговата сопруга Моли Блум, која што е пејачка, оперска пејачка и настапува на разни места. И Леополд Блум е Одисеј кој што тргнува со бајле, излегува од неговиот дом и се прибира дури ноќта во 1 или 2 часот. И всушност романот не покрива ниту 24 часа. Го гледаме како оди низ Даблин, се среќава со луѓе, што му се случува, ќе им се вкрстат патиштата со Стивен Дедалус, на крај ќе неколку епизоди, неколку сцени ги поминуваат заедно, разговарајќи и така натаму. И на крајот романот завршува последната епизода во центарот тука е Моли Блум, неговата сопруга, и таа е всушност исто како што Леополд Блум е спротивно нешто Одисеј, значи тој не е јунак, не е херој, тука е осреден човек, работи како продавач на огласи, и Моли Блум е представена обратно од Пенелопа, значи таа не е некоја си верна сопруга која што го чека 20 години Одисеј, туку напротив влегува врски со други луѓе. И интересното е, го следиме Леополд Блум во текот на неговиот ден, меѓутоа клучното во Улис не е она што се случува, а туку многу важен елемент е формата, обликот во модернизмот, особено обликот и формата се многу важни. И експериментот, освен што експериментира многу има негови кованици, има негови зборови, ономатопеја, че Џојс ги носи работите на ново ниво. Меѓутоа, структурата, како е конципиран романот и како е напишано секој поглавје или секој епизода е нешто гениално. Зошто? Затоа што освен алузиите со Одисеј, во секоја епизода се алудира на некоја епизода од патешествието на Одисеј. Меѓутоа, тоа е едната работа. Другата работа што секоја поглавје е тука пишувано во различен стил. Значи, кажав дека гениалноста е во како е концепиран, како се изведени, напишани овие епизоди. Да речеме, епизодата кога Одисеј се симнува во Адот, во светот на мртвите, тука Леополд Блум оди со неговите пријатели на еден погреб, на нивни пријател, или исто во делот на Псикаја, каде што има една девојка која што го носи Одисеј кај незините родители, кај што тој ќе побара помош. Тука е представена една млада девојка, меѓутоа целиот стил во тоа поглавје е пишуван во стилот на оние готик романтични новели, и тоа е совршено, че тотално Џојс влегува во тој филм и го пишува во тој стил. Има друг дел каде што пишува за Шекспир и за литературата од тоа време, и секој дел е пишуван како витешки роман, како готик роман, значи тотално експериментира. Да речеме, делот за еден од деловите, предпоследниот дел е пишуван како црковен катехезис, значи прашање одговор, и цела епизода е така напишана. Што друго? Исто Кирка во Одисеј, таа ги маѓепсува другарите на Одисеј, ги претвора во свињи. Тука има една цела епизода, цели 200 страници во кои што се пишувани во вид на халуцинација. Значи се појавуваат, ги имаме Леополд Блум и Стивен Дедалус, и тука е буквално гротеска, тука е целосен хаос, халуцинирање, ликови од нивното минато, од нивната посвест се појавуваат тука, и е вистински хаос и огромна историја на Джеймс Џојс. И ова е дело кој што
Джойс според мене значи не ми е омилен писател, не ми е ни веројатно ни во омилените 3, 4, 5 писатели. Меѓутоа успева да направи нешто иако да предизвика, значи воодушевување според формата, според суптилниот хумор, начинот на кој што секојдневното го става во фокус, иако даблинци, да речеме, се многу подлабоки, многу поемотивни во таа смисла расказите, ако сакате да ве трогне нешто или меѓутоа тука нема да го најдете тоа, меѓутоа Улиси поради тоа се чита, затоа што е достигнување, затоа што е потфат, е голем подвиг што Џојс го прави и едноставно од денешна перспектива може да не изгледа дека па не е тоа нешто револуционерно, меѓутоа ако замислите дека пред 100 години кога излегол овој роман, значи такво нешто не било видено до тогаш и затоа имало поделени мислења и критики и бил контроверзен овој роман. Значи, структурата има и разни теми, значи се пишуваат книги се пишувале за ова, значи идејата дека Леополд Блум и неговата сопруга го губат како мало, нивното дете умира, нивното момче, па Леополд во потрага по син, па тука Стивен Дедалус всушност е фигурата или символ на синот по кој што тој трага, всушност Телемах, синот на Одисеј, кој што оди да го најде својот татко. Значи има многу символи во целата приказна. Ирска и тук може целата историја на Ирска, желбата и копнажот за осамостојување на Ирска, значи исто така спомнав во еден статус Даблин, значи разни места во Даблин и нели Џојс рекол дека ако еден ден го снема градот ќе може да се реконструира преку неговата книга Улис. Така што ова нека биде и како еден вовед за подлабоко размислување за Џојс. Џојс заслужува посебна епизода и тоа сигурно ќе го направам, каде што ќе зборувам малку повеќе за неговиот живот и за секој од неговите дела. Значи, обично видеата најчесто ги завршувам со тоа што велам, ви го препорачувам ова дело, нема да сгрешите ако го читате. Значи, нема да кажам, секако дека ќе го препорачувам да го прочитате Улис, меѓутоа, веројатно за некои книги е потребна ментална и емотивна добра состојба, расположение за да едноставно му пристапите на некое дело. Треба да се прочита Улис. Јас го препорачувам и тоа секој ќе си знае или може да види кога би му пристапил и почнал да го чита. Македонскиот превод е одличен. Така што толку за Улис во ова видео и за Џејмс Џојс. Се надевам дека ви се допадна. Ако сте го читале, ве молам, пишете и на YouTube во коментарите, и на Facebook на читачот. Значи, ваше мислење, ваше искуство при читањето, нешто што ви помогнало да го разберете подобро. И се гледаме со наредна рецензија. Поздрав и чао од мене.